Цивил медија. Оно основното што се случи во изминатите 20 години е дека невладиниот сектор стана значајна компонента на општественото живење за која што мора секоја власт, секој кој што ќе дојде на власт да води сметка. Невладините организации дефинитивно поставуваат прашања, контролираат, бараат, се спротивставуваат и нудат алтернативни решенија. Она што се појавува како клучен предизвик на кој што најверојатно најтешко ќе биде да се одолее, тоа е шармот на популизмот и оној начин на делување на политичките партии кој што дефинитивно е опречен, се спротивставува на се она што е флексибилност и индивидуалност на граѓанското здружување. Значи, многу е голема опасноста политичките партии од алатка на невладиното организирање, на граѓанското организирање, алатка која што граѓаните ја користат за достигнување на своите интереси и задоволување на своите потреби, да се претвори во дизгина со која што политичките партии ќе го насочуваат правецот на движење на невладините организации. Граѓанскиот сектор мора да се развива и да се прилагодува, тоа е несомнено. Она што не смее да се откаже од искористувањето на политичките партии во остварувањето на своите интереси, односно потребите и интересите кои што ги представува потребите и интересите на граѓаните. Еден од основните заштитни механизми кои што му стои на граѓанскиот сектор во спротивставувањето кон популизмот во секој случај е држењето до сопствените стандарди и принципи по секоја цена. Значи, нема откажување од она што представуваат стандарди и принципи на делување на граѓанското структурирање. И потребно е многу поголема соработка меѓу самите организации и градење на нешто што дури и во нашата држава го немаме на ниво на власт, а тоа е институционална меморија. Да се престане, да се почнува секогаш одново и одново од некоја нулта точка, туку цело време да се надоградува на она што претходно граѓанскиот сектор го направил и го постигнал. Цивил го перцепирам како една од оние граѓански организации кои постојано се развиваат и се надградуваат. Не дека нема мани. Вајде не очекувате дека ја не можам да им ги открием маните. Меѓутоа, според мене, тие се профилираат како значаен фактор во подигањето на граѓанската свест, како некој обединувачки фактор во граѓанското здружување и како организација, што за мене е посебно важно, која што успеа на некаков начин да акомодира во своето делување луѓе со многу широк диапазон, различни по своите сваќања, мислења, разбирања на општествените случувања. Иначе, најверојатно, на исто место јас и Сашо не би се појавиле никако. И заради тоа, според мене, добро е што ве имаме како организација и ви посакувам на тамошен напредок и развој. Благодарам. Цивил медија.